Под мотото од нива до трпеза сите да направиме безбедна храна. Годинава се одбележува 7 април, Светскиот ден на здравјето. Статистиките и анализите на Светската здравствена организација говорат дека огромна е бројката на заболувања, за кои причината е токму небезбедната храна. Македонија се вбројува во земјите со безбедна храна, но потребно е во иднина и лекарите да бидат една од алките во синџирот кој треба да обезбеди заштита. Во држава имаме безбедна храна и проект во сите реформи што ги води владата во овој правец се исполнети во смисол на субвенциите, бидејќи синџирот е голем, да не должиме многу од аграр па до главниот потрошувај кој што сме ние. Субвенциите во аграрот, ова што директорот го каже, реформи во здравството, инвестиции во опрема, во апаратура. Така да јас апелирам, бидејќи ние сме една од тие карики во тој голем и долг синџир, да го дадеме својот допринос максимален да обезбедиме безбедна храна. Велешката болница денеска го одбележа Светскиот ден на здравјето. Сумирани беа резултатите од сработеното во минатата година. Директорот на болницата го потенцираше напредокот кој е постигнат преку обезбедување нова опрема и посветената работа на медицинскиот персонал. Со оглед на тоа дека резултатите во 2014 ни се уште подобри, ја очекувам дека тој успех ќе го повториме и оваа година, зашто сепак треба да се каже дека вложивме многу труд, многу напор, многу емоции во нашето работење. Успешни сме во финансиското работење, за прв пат ја надминавме таа граница на платени, извршени услуги во однос на платени средства од фондот, така да јас сум задоволен од целокупното работење од 2014 година. Велешката болница е помеѓу 5 најдобри во државата. Покрај напорите за обезбедување на нова опрема, во иднина ќе се работи и на зголемување на персоналот во болницата. Да, добри сме заради тоа што во последните години вработиме скоро 30 млади лекари и освен еден сите се пратени на специализација. Фали кадар медицински? Да, фали кадар заради тоа што специализацијата е долга, 5 до 6 години е специализацијата, треба долг период еден лекар да оди на специализација и да се врати. Според раководството на Велешката болница, наскоро треба да пристигне нов дигитален мамограф, како и опрема за операција на катаракта.